Пациентите од Струмичкиот регион до клиниките во Скопје се транспортираат со небезбедни возила стари повеќе од 2 децении. Честопати се случува 2 пати во денот да патуваат до главниот град или најблиската болница во Штип. Па неретко по патиштата се случуваат и дефекти. Возила се санитетски возила со кислород внатре, со лежај, со дефибрилатор, ама тоа се стари возила веќе по 22-3 години. Кој пат се случува и дефект да не стигне на дестинацијата кај што затоа се пуштат други возила или се бара помош од друга наша организација, здравствен дом од Струмица. Откако директорот на Струмичката болница вчера побара донација за болничко возило, социјалните мрежи експлодираа. Јавноста прашува докаде се ветувањата на премиерот Заев, кој во 2017-та на тогашните локални избори ветуваше дека луксузниот Мерцедес ќе го замени со амбулантни возила и со тоа ќе докаже дека ќе биде влада поразлична од претходната. Еден час подоцна Гогов си го повлече статусот, поради како што вели негативните коментари. По ова пратеникот на СДСМ Костадин Костадинов експресно објави дека веќе е обезбедено ново амбулантно возило, но ќе пристигнело за 2 месеци. Ваквата најава уште повеќе ги разлути граѓаните, зашто Струмичката болница има потреба од амбулантно возило сега и тоа што ќе биде добиено по 2 месеци не го решава проблемот. Сега ситуацијата е малку посериозна. Не малку туку повеќе, има многу пациенти, има тешки пациенти кои што треба да се хоспитализираат надвор од Струмица, да бидат сместени во 8 септември на клиниката во Скопје. Во Струмица, според последните податоци од Центарот за граѓански комуникации, има само 4 амбулантски возила. Во Македонија има вкупно 183, а од 90 здравствени установи, 47 кажале дека имаат вакви возила. Ово покажува дека повеќе од половина од здравствените установи во земјата немаат амбулантски и санитетски возила. Според истражувањата, просечна старост на амбулантските возила е 11 години, а 13% од нив се произведени минатиот век.